прават некаква обнова. Кого ќе прават таа обнова? Ние сме таа партија Социјалдемократска сојуз на Македонија, заедно со коалицијата која што ја води државата напред и која што секој пат донесува мудри и паметни одлуки за нашиот народ. Од овие 9 милиони денари за само 2 години вративме 6,5 милиони денари долг, кој што беше натрупан во претходните години, и не само што го вративме долгот, заради нашето домаќинство и одговорно работење со јавното комунално предпријатие, купивме машини и механизација за да можеме да ги сервисираме сите потреби на нашите сограѓани. Се купија робокопачи, други машини за уредување на хортикултура, за чистење на снегот од улиците, камиони и така натаму, и во иднина ги продолжиме, ама сето тоа може да се прави со домаќинско и одговорно работење, а не со расипничко работење како што владеа нашите предходници. И овде имаме огромен дел сработено во однос на водоснабдувањето. Имаше изјава од мене пред некое време и ова е еден од фактите за нивното работење, бидејќи од како што е направена филтер станицата која што се наоѓа во работливиште, до ден денес не беше заменет ниту активниот јаглен, ниту кварцниот песок. Таму инвестираше општина Делчево и заменивме 2,5 тони активен јаглен и 18 тони нов кварцен песок, за да може додека да се изгради новата филтер станица за овие година дена да го заштитиме вашето здравје, здравјето на сите наши сограѓани, за да пијат чиста вода. Имаме и уште многу други проекти кои што заедно со подршка на комуналното предпријатие ги работиме, во иднина минута во интерес на времето ќе скратам. Овде ќе спомнам за другите институции кои што се наоѓаат во општина Делчево и за тоа што тие постигнале во однос на нивната работа во делокрugот на нивната работа. Во средното општинско училиште Методи Митевски Гринчо, во чишто двор се наоѓа и оваа сала, е заменета фасадата со енергетски ефикасна фасада, така што сега тие штедат до 30% по енергија која што требаше да ја плаќаат на ЕВН за затоплување. Во основното училиште Ванчо Прке е изградена нова ограда во вредност од 550.000 која што е учество на самото училиште од сопствениот буџет. Основното училиште Климент Охридски има изготвено проекти за талантските простори каде што треба да бидат сместени кабинети по одредени предмети од предметна настава. Во детската градинка Весели цветови комплетно е реновирана кујната и комплетно се реновирана одводната канализација, а тоа е се со цел за да ги елиминираме сите потенцијални заразни болести кои што може да се појават и при дечињата кои што се сместени таму и кај персонал. Така да ова е одговорно работење, а не работењето на ДПМН кое што немаше апсолутно ништо четнато во Делчево. И на крај сакам да потенцирам соработката и поддршката на локалната самоуправа која што ја имаме со граѓанскиот сектор, со невладините организации, со спортските здруженија во општина Делчево, односно за прв пат изработивме заеднички план, стратегија со нив за поддршката која што ја даваме во однос на нивните активности кои што ја имаат. Така да сега ние градиме партнерски односи, сме на едно ниво со невладините организации каде што заедно со нив креираме и стратешки документи за општината. Креирали се неколку стратешки документи, тоа се со поддршка со невладините организации, стратешкиот документ за родова еднаквост, стратешки и акцијски план, стратешки документ имаме за комуникација со јавноста, стратегија за социјална заштита, така што локалната самоуправа и невладините организации имаат огромна соработка во општина Делчево. Помагаме и на спортот, тоа е видливо и преку социјалните мрежи кои што има уште многу да се каже, меѓутоа да не одземам време, ќе оставам повеќе време за да можете и вие да поставите прашања и на нашите гости кои што овде во Делчево. Ќе зборуваме и на други трибини за тоа што го имаме сработено во Делчево. Меѓутоа јас сакам оваа прилика да ја искористам и по втор пат да ви се заблагодарам на сите вас што стварно